Ова утро разговарам со мојата денешна соговорничка Мила Србиновска, која што оваа година е актуелна вице-шампионка, европска шампионка во хип-хоп за оваа година, но и кратко подсетување во 2024 дека беше и светска шампионка во хип-хоп Мила, а до тебе и Андријана Петковски, добро, малце гутнав јас според зимато, која што е ментор, поддршка, така Мила? Да, и втора фамилија веќе со години бидејќи тренирате заедно во ова студио каде што сме денес. Честитки за наградата прво, Мила. Ви благодарам многу. Така, честитки за Андријана бидејќи вие сте тим. Така, ние сме заедно тим, заедно освојуваме на подиум, така да продолжуваме и понатаму. Така, со години Мила ја знаеме од малечка и ја следиме ние медиумите, многу успеси. Овој можеби еден од поголемите го вбројуваме, вице шампионка европска кажавме за оваа година. Какви се сега, Мила, импресиите, чувствата од кога се врати? Навистина се чувствував многу радосно и прекрасно. Чувството беше многу убаво кога освоив втори места на Европското првенство и пласманот во 3 финалиња. Навистина сум среќна што бев дел од тој натпревар и исто така морам да кажам големо благодарам до мојот тренер, бидејќи да не беше за мојот тренер, јас навистина немаше да го постигнам ова ниво. Сепак тоа што е мајка и што работи во МОБ, најде време да доаѓа со мене до 11 до 12 часот и вежбавме се спремавме за Европското првенство. Да, затоа кажа, вие сте веќе тим со години наназад, си се поддржувате, вежбата. Ќе ни каже Андријана колку ноќи непреспиени поминавте за да го освоите ова европско првенство. Каква беше конкуренцијата, Мила, оваа година? Пошто ќе памтиш, пошто ќе го памтиш овој натпревар со оглед на тоа што веќе од мала тренираш и освојуваш многу награди. Да, конкуренцијата на ова европско првенство беше како на секое. Најдобрите танчери од Европа собрани на едно место и пробуваме да докажеме кој е најдобар. Така е. А ти докажи, го зема среброто овој пат. Да. А кажавме 2024 светска шампионка во хип-хоп. Андријана, какво беше година во искуството? Со оглед на тоа што кажавме дека години наназад постојано добивате и медали и пехари бројни заедно со Мила. Каква беше конкуренцијата и како се подготвувате за едно вакво првенство? Пред се морам да кажам дека успехот на Мила не е случаен. Тоа е континуитет кој што со години докажува дека е на врв. Многу е важно тоа што некако сите го гледаме оној краен резултат, медалата, пиедесталот и така натака, меѓутоа за да се стигне, не е навистина она преку ноќ. Кога ќе кажам за Мила дека е некаде околу 7-8 часа активна во салата, навистина е така, затоа што таа и сега е средношколка во балетското училиште и поминува многу часови со танцот и можеби еден од клучните моменти е тоа, но морам да напоменам дека тука важен и клучен момент е нејзината дисциплина. Да. Навистина е многу тешко во денешно време, во дигитализација, некако да се лишиш од се, да останеш дисциплиниран и пред се да останеш мотивиран. Знаете како кога ќе освоите еднаш на врвот е многу тешко после да се мотивираш и повторно да си таму, бидејќи треба да црпиш навистина инспирација од големи имиња, нови техники, бидејќи хип-хопот е навистина нешто што немаме одредена систематизација и методологија на работа и секоја година и за мене како ментор и за Мила како танчар е предизвик, бидејќи секогаш има нешто ново да се научи. Така, но сигурно и вие играте голема улога во сето ова, рековте во време на дигитализација, на социјални мрежи, кога сакаат да излегуваат тинеџерите како Мила, вие 7-8 часа мора да вежбате, мора. И сака Мила, не само што мора, и сака да вежба хип-хоп. Ти се случило сигурно да пропуштиш и некој роден ден и да пропуштиш излегување? Не се случи? Мислам, никогаш немам пропуштено тренинзи, да, имам пропуштено многу роден ден и журки, ама мислам дека ако сега го поминам тоа дека во иднина ќе ми биде многу полесно, бидејќи сепак сум многу мотивирана и сакам да бидам најдобриот танчер во светот, ќе си кажам. Браво, значи тоа е следната цел, така? Да. Браво, Мила, супер. Треба да целите како тим заедно кон тоа. Кога најмногу, Андријана, се откажуваат? Ева, ќе дојдат во тинеџерските години, вежбаат со години и веќе како да се откажуваате некаде? Можеби поради љубов, поради учењето, поради излегувањето, како ги мотивирате дека треба да продолжат? Па пресуден момент можеби се тие тинеџерски години, но за жал ние во Македонија генерално имаме пат на континуитет веќе кај повозрасните, од 18 години па нагоре. Никако не можеме да ги задржиме во мотивацијата, првенствено затоа што
може би сакаат, најчесто е тоа странство кој што го бираат за свој понатамошен успех иднина и пат. Некако немаме доволна сцена која што ги би задржила и ги би мотивирала да останат тука, како да ги споредам странските или големи спотови, концерти и така натака. Оно што Мила ја држи, барем мотивирана, е навистина нејзиниот пред се талент, и оно што стварно сака да танцува. Може би тоа е клучно кај децата, но мотивацијата е секако може би една поддршка од родителите, да кажам, во денешно време што многу малку ја имаме. И еден сегмент кој што навистина ние го изоставуваме во денешно време, а тоа е психоемоционалната состојба на децата, бидејќи некако секогаш го ставаме во прв план успехот, резултатот, а многу малку обрнуваме внимание на оној дел каде што детето навистина носи товар на сцена. Сите очекуваат од нејзе да направи резултат, но никој не прашува како се чувствува таа во моментот. И она е можеби клучниот момент каде што се губи таа мотивација, затоа што првенствено го ставате успехот пред чувството на детето. И многу е важно, Мила, секогаш зборам за незе, таа е навистина кралица на подиум, еден синоним во Македонија за хип-хопот и остава еден свој личен белек и карактер, бидејќи преку танцот ете како се гради карактерот на детето. Така, сега ќе ја прашам и Мила што ја мотивира кога ќе излезе на сцена, те гледа публиката или комисијата, треба да одлучи. Што мислиш во тој момент? Имаш ли нешто што си велиш во себе, ајде Мила, можеш, ќе успееш, не ти е прв пат, си кажуваш ли некоја реченица или позади бината пред да излезеш да настапиш? Па, не до толку, бидејќи јас општо имам многу самодоверба и знам дека не за џабе тренирам волку многу време во студио и исто така разговарам со мојот тренер и со сите од мојот тим и сите се тука за мене и ме поддржуваат и навистина со таа поддршка нема зашто да се плашам и да си има случајно некогаш да ме фати трема, тоа е сосема нормално нели кај човекот и сепак само сакам да ги направам сите горди што веруваат во мене. Браво, браво Мила, убаво кажано. Кои се следните цели Мила после светското првенство каде што го освои, сега европското, следна цел? Следната цел ми е на светското првенство сега во октомври кое ќе се одржи во Полска да станам светски шампион и да се качам на пиедестал и се надевам дека македонската химна ќе биде гласна и ќе се слушне. Верувам дека ќе биде така, а ние ќе те поддржуваме, ќе те следиме и те чекаме повторно на интервју. Од кога ќе се вратиш? Секако. Андријана, со прво место ќе се вратам. Со прво место, одлично. Ваква сигурно ќе се врати со прво место од Полска. Веруваме во неа и ја поддржуваме во секој момент. Така. И ние ве поддржуваме како тим, ми се гледаме повторно, кажавме кога ќе се вратите од Полска. Фала ви. Фала.